Сериозен станува проблемот со недостатокот на гинеколози во Северна Македонија. Многу болници низ земјава се соочуваат со овој проблем. Во некои од помалите градови, пациентките на породување заминуваат во поголемите соседни општини. Недостасуваат и тука и во цела наша околина. Кај веројатно сте информирани, колеги гинеколози дежурат од Битола во Прилеп, затоа што во Прилеп нема гинеколози, се покрива со постоечките, меѓутоа ова нема да трае до недоглед. Треба сериозно да се почне на кадрска политика, каде што ќе се обезбедат доктори. Менеджментот на самата расподелба на гинеколози низ државата треба да се поправи. Ристевски вели дека здравствената дејност не трпи импровизации, а Сани пак вели дека треба да се размислува за регионализација на болниците. Може да се случи да заради гинеколозија се затворат и болници, затоа што знаете по законот за да се регистрира на болница, за да добие дозвола за работа, мора да има најмалку 4 оделенија клучни, тоа се интерно, педиатрија, хирургија и гинекологија. Во тој дел треба да се размислува на ново систематизирање на болниците. Регионализација е спас на државата во секој поглед. И за кадри, и за простори, и за помал трошок. И за поквалитетно здравство. Алармантно е што во некои општини нема ниту еден матичен гинеколог, иако законски е предвидено на секој 3000 жени да има по еден, бидејќи секоја година во пензија заминувале помеѓу 3 и 5, а нови матични гинеколози немало. Во моментов матични гинеколози нема во неколку општини. Рушево, Иркисар, во источниот регион има една-две општини кои што немаат ни еден матичен гинеколог. Имаме исто така многу места, многу општини кај што имаме по еден матичен гинеколог, кој што ги прикрепува сите жени и тука се јавува проблем. Тешко можеме да ги прикрепиме сите пациенти, сите жени кои што би требало да имаат матичен гинеколог. Филиповски додава дека причина за малиот број на матични гинеколози е што голем дел од нив своето решение го гледаат надвор од државата. Министерот за здравство Венко Филипче неодамна изјави дека во 2018 и 2019 година биле издадени 5000 согласности за обработување во секторот здравство. Од Охридска, Гласот на Америка, Мики Трајковски.